Да. Во време велат на брзи пораки и скратено внимание, дали го губиме допирот со вистинскиот збор? Денеска ќе отвориме прашања кои што не може да се скролуваат, зошто и дали читањето станува навика која што полека се заборава. Колку е важно да читаме или пак зошто не читаме? Што е она што е магија на пишаниот збор и колку ни значи мирисот на книгата? Добар ден и велам на мојата гостинка Јадранка Клисарова, наградувана наставничка и писателка. Добре дојдовте. Добар ден и на вас и на гледачите. Ви благодарам на поканата. И убава тема за која можеме да поразговараме и навистина можеби ќе допре и до децата и до родителите. Так, инспирација е, верувам, за вас како просветен работник кој што целиот професионален век го поминал во училница помеѓу најмладите, помеѓу учениците, нешто што може и вие го црпите како искуство и како инспирација во вашите книги, ќе ни кажете. Колку е важно кај учениците од најрана возраст да се создаде таа една желба, една љубопитност да се допре до книгата, да се земе книгата в рака, да се почувствува незиниот мирис. Ние од нашите генерации велевме, многу ни е интересно кога ќе ја допреме книгата, да го почувствуваме мирисот и таа да не привлече да ја земеме во рака и да ја прочитаме. Денеска, за жал, децата се помалку читаат. Тоа го среќавав додека пред 2-3 години бев во образовниот систем. Сега имам доволно средби со ученици по повод мојата лектира која е во изборниот список за трето одделение, така да сум во контакт повторно со децата. Некогаш тие ми недостасуваат, навистина, бидејќи за децата најважна е мотивацијата која ја дава пред се наставникот ако е во училиште, а дома тоа е родителот. Јас велам дека од најмалиност родителите мора да се навикнат дека треба да им создадат на децата работна навика, дека бар еден расказ да прочитаат, една приказна да им раскажат, иако тие не знаат да читаат, но има толку голема литература кај нас од најмала возраст, од сликовница што секој родител е достапна, може не да ги задоволуваат децата да им читаат преку екрани, да им читаат од телефон или да им раскажуваат без да ја осети детето книгата. Затоа велам, за најмалата возраст е добро да има сликовница каде што сликата ќе зборува повеќе, но таму детето го развива говорот, да го привлече вниманието. И ако детето од најмала возраст гледа дека мајката, таткото читаат книги навистина и дома имаат семејна библиотека, тогаш таа навика ќе остане некако. Веруваме дека бар дел ќе остане кај детето, можеби не целосно, а потоа тука се и наставниците. Јас велам дека тие играат многу важна улога во развивањето на читањето кај децата. Треба да се посвети внимание прво на објаснувањето на значењето на книгата, пристапот до детето. Не може детето да ја засака книгата ако вие му кажете неинтересна содржина или не го поттикнете. Јас велам, мотивирајте го. Деца, јас ја прочитав книгата, се зборува за тоа да добие детето желба на вистина да открие што ќе се случи. Затоа сметам дека тука заеднички фактор се родителите, семејството, училиштето, сите. Никого не можеме на сила да натераме да чита. Тоа е. Се чита ли денеска поинаку во ова дигитално време? Па да, различно е. Мислам дека порано децата, да земеме кога сме биле и јас, дете и вие, на распуст, било задолжено да ги прочитаме лектирите. И се знаело родителите што е пладне, тие не ти дозволувале надвор да одиш, него едноставно велеле книгата в раце треба да се земе. А и навистина кај мене тоа остана како навика и ден денес кога ќе речам дека јас многу читам, се чудат. Зошто читате? Па имате своји книги. Да, деца, јас читам туги книги за да го збогатам и мојот речник, своите знаења. Значи, навистина треба тоа да остане навика кај децата. И точно технологијата оди напред. Децата имаат телефони, имаат таблети, па во средбите веќе забележувам дека децата ми поставуваат прашања дека вештачка интелигенција секи им каже за книгата. Ќе дознаат веднаш, на брзина. Веднаш ќе дознаеме. Велам, деца, ама не е тоа вистинско. Душа, книгата има душа. Или кога ќе видам некое дете дека е витка книгата, ќе речам, деца, книгата знаете дека има чувства внатре, дека таа дише заедно со вас, тие така зачудено ме погледнуваат. Како тоа? Велам, а книга што не се чита е многу тажна.
Затоа, деца, читајте. И неколку, веќе книгата е 6 години во лектира, како во списокот. Сега зборуваме за децата од моето училиште, да, би сакала еве да ни ја покажете, бидејќи има и превод и на други јазици, меѓутоа еве ќе ни откриете. Децата од моето училиште е веќе 6-та година во списокот за лектира и децата одлично ја прифаќаат. Јас ја прифаќам поканата на сите наставници и на сите ученици и модам на средни. Бевте и во неколку училишта низ земјава, неколку, така да. Во многу, во безброј. И ретко кој ден ми е слободен. Јас моето време, бидејќи сум сега во пензија, имам доволно време, но сепак создавам, имам семејство и обрнувам внимание, бидејќи мојата желба е децата да се вратат на читањето. А гледам дека во средбите кои ги организираме заедно со наставниците, кај децата се раѓа желбата. Каков е интересот еве кога ќе се видите така? Голем е, навистина со возбуда. Тие можеби како деца замислуваат дека писателот е сосема некоја друга личност, но кога ќе се сретнеме, јас така настапувам со нив. Прво ќе ги прашам како им се допаднала книгата, дали ја прочитале. Верувајте ми дека сите, ретко се случува дете да не ја прочита, затоа што наставниците им наговестуваат и им велат, ќе имаме средба со писателот. Тие верат, зар писателот ќе дојде кај нас? Така со неверица и кога ќе видат дека навистина се зборува за средба, тие ја прочитуваат ретко дете. И јас знам така да шеговито да ги прашам, деца, колку ви се допадна книгата од 1 до 10? Тие ќе речат 10-100, јас ќе им речам, јас сум најдобриот студент, така ќе се шегувам со нив, ги потпрашувам, многу ме интересира како тие ја доживуваат содржината. Бидејќи ако не прочитаат, не можеме тоа да го видиме. Мора да се создаде интерактивно, за да ги привлечете за да... Средбите ни се интерактивни. Дури, на крај ќе речам, јас ќе ви поставувам прашања, потоа ќе ви покажам како се станува писател, колку книги имам напишано, и потоа вие ќе ме прашувате мене. Тие се многу љубопитни и знаат да ме постават интересни прашања. Додека ги прашувам, забележувам дека навистина тие убаво ја запознале содржината на книгата. Многу убаво анализираат. Од секој расказ, од 18 раскази, тие извлекуваат по неколку пораки. И кога ќе ги прашам, деца, што мислите, од чии грешки треба да учиме? Од тугите или од собствените? Тие се уште мали, 9 години, но знаат да се збунат и да кажат дека од собствените грешки. Велам, ајде добро да размислиме. Видовме во книгата, во некои раскази, некои дечиња што направиле грешка. Чии се тие грешки? Туги се. Па да, од тугите. Ете, гледате, затоа треба да читаме. Треба да читаме, затоа што тука ќе ги пронајдеме тугите грешки и ќе донесеме наше мислење, наш заклучок. И многу што е интересно, кај децата прашуваат дали расказите се вистините. И кога ќе им речам дека да, голем дел од расказите се вистините, тоа се случки со мои ученици, имињата во книгата се на една генерација што веќе тие се на факултет, мои ученици, и како ќе им кажам се создаде книгата, бидејќи претходно имав и други книги, тие се така воодушевени, велам, можеби и наставничките ќе напишат книги за вас, а можеби па вие ќе ме потикнете да напишам нова книга. Така да средбите на вистина се многу интерактивни со учениците. И има некои примери кога неколку родители кои ќе ме сретнат случајно, знаат да ми се заблагодарат и да кажат дека вие сте писател што ја напиша книгата која детето мое најмногу ја засака и му отворивте љубов да чита. Ете, тоа е најголемата благодарност. И најголема награда сигурно и како просветен работник и како писател, кога некој ќе ви каже дека сте биле инспирација на децата и можеби еден убав начин да се сеќаваат како од училишните клупи потоа се развивале нели низ животот. Јас знам еве по препорака на моја пријателка, денеска сте ми гостинка, навистина имаше многу позитивни зборови за вас, бидејќи сте и биле наставничка во основно училиште и вели ни го даде темелот за се она што понатаму не носеше ни животот, а особено поврзано со книгите во кои што се кријат навистина големи богатства. Ја спомнавте лектирата, бидејќи се уште еве ќе бидеме кај неа, има превод на да книгата е преведена на албански јазик и преведена е на влашки јазик. Сепак содржината е од современо
време и убаво е да допре до децата, без разлика на кој јазик. Содржината е таа која ќе ги научи децата и дека треба да извлечат порака од секој расказ, треба да ја сакаат книгата и да читаат. Премногу ме израдува кога една новинарка ваша колешка рече нашите деца од влашката националност немаат многу литература како да читаат, да не се заборави јазикот. Дали би дозволиле како авторско право да се преведе? Со задоволство, со задоволство. Богатство е, еве книгата е преведена и на српски јазик, но се уште не е излезена од печат. Чекаме можеби подобри времења и верувам дека и некоја друга од книгите мои ќе се веќе децата ги препознаваат, ме препознаваат како автор и некои од насловите ќе ги читаат и ќе им остават впечаток. Дали во вашиот опус ова се само дел од книгите што еве ги ставивме за кои што ете може да кажеме по збор 2, меѓутоа генерално која е инспирацијата која што ве води и дали е можеби потешко да се прави литература за деца, бидејќи тие се најискрени критичари, најискрени читатели, кај кои што нема импровизации. Едноставно, ако го сакаат некое дело, ако сакаат нели да биде мотив повеќе да го прочитаат, тоа ќе го покажат на најискрен начин. Да. Јас имам 2 романи за возрастни и една збирка поезија за возрастни, ги одвоив на страна. Во пишувањето за возрастни имате внатрешна духовна слобода која можете да ја изразите. И тоа е така, можем да кажам дека е многу полесно. Како ќе допре до читателот, тоа е друга работа. Но за писателот е многу полесно. Додека пишувањето за деца е навистина тешко, затоа што треба навистина да го чувствувате детето во вас. Оваа дете, можеби со моите години, јас некогаш ќе се насмеам, се уште сум дете во многу мисли, со многу размислувања, бидејќи 40 години работе во образование, децата беа пред мене, дома собствените деца, а и денеска, каде и да погледнеме деца, а има ли нешто поубаво од дете? Јас секогаш велам дека децата се нашата иднија. Можеби и затоа веќе се преориентирав и ме познаваат како писател за деца. Мојот сопруг знаеше да каже, нели рече еднаш дека ќе бидеш писател само за возрастни. Велам, не, љубовта према децата е уште поголема. Неисцрпна инспирација. Неисцрпна инспирација. Инспирацијата можеме да ја најдеме секаде. Тој што сака, јас и велам и на децата. Ако сакате вие да напишете песна, да напишете расказ, не мора да одите далеку или нешто да пребарувате на интернет. Само треба добро да погледнете околу себе, да ги вклучите сите чувства и сетива. На тој начин ќе произлезе и убава песна и убав расказ. И ќе бидат секако автентични. Така, ќе бидат нивни. Бидејќи 5 години бев председател на детски фестивал Ракатки, имав доста средби исто така со деца, имав контакт со нивните песни, бидејќи пристигнуваа по 150 творби, кои морав прво јас да ги прочитам, а потоа да им ги доделам на жири комисијата. Тоа беше една навистина инспиративна работа и одлична работа, но фестивалот заврши со едно заокружување на 20 фестивал и сметав дека прво мене ме одзема многу време, финансиските прашања беа голем проблем и фестивалот за жал така остана веќе една година, а наставниците и децата навистина го бараа тој фестивал детски. И жедни се еве за можеби за создавање, бидејќи тие преку средбите создаваат, се учат дека и тие, а не може да создава некој ако не чита книги. Тоа е еден факт, позитивен и секогаш им велам, деца кој чита многу, еден ден ќе напише убав состав, убава песна, убаво ќе говори, ќе може убаво да се изразува, нема да се плаши да застане пред публика, нема да се плаши да застане пред повеќе ученици. Во секоја вербална комуникација. Да, бидејќи често денеска со IT ова технологиите забележуваме кај децата многу слаб говор има. Јас тоа како наставник го забележав дека децата имаат слаб говор, сето тоа се одразува на гледањето во телефоните, во таблетите и тие ќе речат знае англиски. Чекајте родители, јас често пати знам да влезам во дуел со родители. Моето дете знае англиски. Велам, дали сте го провериле колку знае да прочита текст кој е
на англиски да бидеме, не само од цртаните филмови, колку вашето дете умее граматички тоа да го прикаже или да напише нешто, само тогаш ќе ви верувам дека вашето дете знае. А детето да гледа на телефон и да кликне лево десно, можеби по случаен избор да погоди тоа што го бара, тогаш не можеме да кажеме дека имаме некое знаење. На сето ова ми се надоврзува прашањето колку комуникацијата во ова, да го речам, ајде дигитално, брзо темпо на живење е осиромашена без богат речник и без навика за читање. Да, точно. Јас гледам од ученициве и гледам од средбите, гледам од околината, значи осиромашува речникот кај децата. Тие одговараат кратко со еден збор. Тоа е жалосно, јас ги поправам, дури ќе се насмеам некогаш на средбите, кога ги прашувам со еден збор одговараат. Јас велам деца со цела реченица, значи мора да барам и наставниците, и јас како наставник, и како родител, и како писател. Мораме да бараме од децата да одговараат. Значи, не може ученик четврто оделение или петто да не може да прераскаже текст, усно. Лесно е кога му се даде за домашно да прераскаже. Тој учебникот е пред него, но треба да се навикне да се развива говорот кај децата. Од најмала возраст ке речеме. Говорот е тој што потоа ќе придонесе да детето има побогат речник. А ќе има побогат речник ако чита книги. Тоа е неминовно. Неминовно и токму кога ќе прашам кои деца читаат многу книги, ќе кренат да речеме десетина деца, неколку, кој пишува убави состави, и сите покажуваат на децата што читаат. Деца. Значи, гледаме. Значи, читањето книги ви носи голема добивка на вас како ученици, бидејќи на тој начин ќе го развиете говорот, математиката полесно ќе ја разберете, задачите полесно ќе ги решите и така. Не сме да биде барем онаа што е задолжителна литература, што е избрана, нели и селектирана да биде лектира задолжителна и во основно и во средно образование, барем таа да биде онаа што ќе биде испочитувана, прочитана навремено, па и прераскажана, можеби таа ќе го гради тој однос помеѓу ученик, професор, па дополнително и комуникацијата ќе ја збогати од она што и претходно рековте, нели самиот речник се збогатува, самото размислување и самите хоризонти се отвараат кај помладите генерации. Жалосно што во образовниот систем македонскиот јазик како предмет сега е само по еден час фондот на часови, фондот на часови е намален. Порано имаше 2 часа. Токму блок часови ги викавме. Токму тие блок часови ни даваа една широчина во обработка на даден текст, кога од детето ние можевме да извлечеме многу повеќе, детето да има можност да се изрази, или пак кога се работеше лектира, да имавме една голема и широка слобода каде што на вистина ќе се обрнеше големо внимание на содржината, на пораките да се извлечат, на анализа на ликовите, што е добро, што не е добро. Значи, тука детето можеше многу повеќе да даде од себе. Сега, со програмата по еден час, наставниците ќе речат, па брзаме, за 40 минути не може. Мора и тука мудроста на наставникот и способноста да се самиот да биде креатор на својот час, ќе речеме. Да, замислите тога што е кај, еве има и реален проблем е кај учениците од останатите паралелки, да речем од албански паралелки, или колку е мал фондот на часови за да си го запознаат, нели, службениот јазик, македонскиот јазик, она што е многу важно во вербалната комуникација која што дополнително нели ќе користи и во секојдневието, но и во понатамошните нели професионални надградби. Сериозно прашање кое што заслужува и сериозна анализа не само во фондот на часови, туку и во квалитетот. Да не гледаме тоа само квантитативно, дека има помал број на реализирани часови, па се брза нели да се заврши она што е предвидено во наставната програма и сето тоа да помине во некоја скратена верзија. Македонскиот јазик навистина треба да се сака и негува и нешто што е можеби задолжително оставштина што мора сите да ја сакаме и да ја почитуваме
почитуваме тргнувајќи од лично, а потоа да ја бараме и колективна некоја одговорност. Верувам дека она што споменавте, инспирацијата може да се најде секаде, комуникацијата со учениците и со наставниците во училиштата е можна и важна, и на сето тоа нормално и следствено е да има и голем број на награди. Неодамна бевте наградена од општина Аеродром како просветен работник кој што навистина дал многу во образовниот процес, меѓутоа имате и голем број на награди, меѓу кои би ги издвоиле, нели, 13 ноемвриската, ќе кажете сигурно ги има многу, не? Ги има. Сега скоро кога пишував CV, некаде околу 16 награди, лични, неколку за книги, но најзначени ми се од образование, бидејќи јас во душата сум се уште наставник, се уште она тлее во мене, желбата да се сподели знаење. Просветен работник на град Скопје сум прогласена, просветен работник на Република Македонија, потоа прогласена, имам добиено титула меѓу најдобрите наставници на ЕКСЮ, златни плакети имам неколку добиено од Националниот совет на македонците во Република Србија, бидејќи таму ја работев програмата за воведување на македонскиот јазик и учествував во изработка на 4 учебника македонски јазик, бидејќи навистина ја сакам земјата, нашата земја, ние немаме друга земја. Сакав да допринесам јазикот наш да живее и во Република Србија, бидејќи таму имаме македонци, тие беа желни за македонскиот јазик, нема учебници од кои ќе учат сега од 1 до 4 имаат учебници, навистина квалитетни учебници, еве веќе пред 2-3 години имаше 10 години од воведување на македонскиот јазик и од изработката на учебниците, а оваа година Националниот совет пак слави 80 години од доселувањето на македонците во Република Србија, и навистина тоа ми представуваше неголема чест, за која сум добила златна плакета и јубилејни плакети. Воедно и 13 ноемвриската награда на град Скопје представува за мене едно големо задоволство и почит спрема тие награди, и ме преокупира да работам уште повеќе. Јас и сега можеби за малку ќе задоцнев, бидејќи се уште работам на материјали, неуморна сум, сакајќи да допринесам и да дадам во образованието, не само што пишувам книги, да речеме раскази, збирки. Пред 2-3 години напишавме заедно со тим, јас како водач на тимот, неколку вежби активности македонски јазик, со кои навистина сакавме да се почитуваат стандардите, да биде нешто дополнително за учениците, да може на наставниците да им се олесни, па и на родителите да им се олесни кога има веќе подготвен материјал кој е изработен од стручни лица и кои навистина ја познаваат работата. Така, бидејќи книгата, како што во една прилика прочитав, ќе кажете, не е само хартија, туку тоа се живи пријателства кои што се шират и се негуваат од наталоженото професионално искуство. Што може да кажете? Дали можеби строгиот професор е оној кој што повеќе ќе ги наведе учениците да размислуваат, да учат, да читаат, или можеби професорот кој што ќе најде начин во меѓусебната комуникација да биде инспирација за учениците? Двете работи заедно. Бидејќи јас бев, да речеме, строг наставник, строг, но праведен. Праведен, да, праведен. Сето тоа, можеби искуството го влечеше од детството, праведен наставник, бев строг наставник, ги сакав децата со целосна душа. Тие тоа го чувствуваа. Иако на дадени моменти знаев и јас како човек, нели ќе се налутиме, забележите нешто несоодветно на нивна возраст што е направено или не е прочитано. Тогаш знаев и да ги скарам во даден момент, но знаев да им се приближам, секогаш да ги пронајдам нивните слабости, да ги надоградам. Имав например, кои не можеле да ја најдат книгата. Еве, јас сум била наставник, не можеле, но многу им бев благонаклонета на оние ученици кои беа искрени. Кој ќе рече, наставнички, јас не успеав, не ја купивме, да. Може викендот да ја прочиташ книгата и да те прашам во понеделник? Да, може. Значи, секогаш треба до децата да најдеме начин да допреме. Само со строгост ништо не се добива, бидејќи ги одбиваме на тој начин децата. А ако со личен пример, како наставник, како човек, ние покажеме дека ние работиме, ние вложуваме во тие деца, тие ќе ни возвратат. И тоа не е само и строгоста, и треба
За да бидете еден комплексен наставник, многу фактори се важни. Пред се, треба да бидете учител, јас велам во душата, учител да ја сакате работата пред се. Работата да ја сакате, а потоа ќе најдете и начини, методи и стратегии како да допрете до децата. Ако вие размислувате, мене ми се случувало, доаѓам од училиште, веќе размислувам за следниот ден како да биде поинтересно. Влегувам во училиште, јас никогаш не влегов во училиште намуртена, никогаш. Нити лута. Портата беше знак дека јас насмевката на лицето влегувам и моите ученици знаеа дека јас секогаш влегувам насмеана и 2 минути ја потоа велам готово, почнуваме со работа. Така да со сопствен пример можеме многу да придонесеме. И да бидете практично додадена вредност во нивните животи. Така. Го заокружуваме разговорот една порака еве до младите генерации, до учениците. Што е она што можеби би било двигател во нивниот живот и колку книгата треба да го има клучното и важното место во нивното градење понатаму? Јас секогаш им велам на децата, деца читајте. Тоа е богатство. Тоа е нашиот трет учител кој најмногу не учи. Јас секогаш велам, првиот учител е родителот, вториот е наставникот. Третиот значај учител е книгата. Без разлика од секоја книга, ако научиме едно добро дело, ние сме побогати следниот ден. Затоа книгата не прави побогати. Затоа читај денеска за да создаваш утре и за да инспирираш во иднина. Значи, тоа е мотото кое секој треба да го запомни. Значи, да читаме денеска, да создаваме утре, а да инспирираме додека постоиме. Така, не е носталгија, но мора да признаеме, ако заборавиме да читаме, ќе заборавиме и да мислиме. Така е. Така. Ви благодарам многу што бевте денеска заедно со нас. Верувам дека вашите дела ќе бидат дополнителна инспирација и мотив и за учениците, а и за возрастните, бидејќи споменавте имате 3 книги за повозрастни, нешто што во вашиот опус секој ќе може да се пронајде и верувам дека ќе има уште многу дела кои што ќе говорат за вас, а вие ќе ги представите и во училиштата и пред учениците. Ви благодарам на поканата. Како што рековте, јас не застанувам. Еднаш тој што е писател, што напишал повеќе книги, можеби некој со една книга, 2 можеби да застане, но тој што напишал веќе плејада на повеќе од 30 книги тука не застанува. Ќе продолжи неуморно да работи. Секојдневно можеби има периоди на пауза, но сепак книгата има душа и треба да се чита. Така, ви благодарам уште еднаш. Секако ова ќе биде порака и за нашите гледачи, дека читањето секако отвара многу хоризонти и не прави посрекни луѓе, па секогаш книгата е еден навистина убав избор да биде наш верен пријател. Ви благодарам што и вие бевте верни пријатели во ова издание на емисијата Студио 10. Секако останете со програмата на Телевизија 24, бидејќи за кратко следуваат вестите. Од мене пријатен ден.